Коронавирусот го промени светот. Карантини и изолации под будните очи на полицијата. Во игра се разни технологии за следење на непослушните, оние потенцијални пренесувачи на заразата. И додека повеќето од луѓето ги одобруваат владините мерки, сепак има и такви кои стравуваат дека постои можност во иднина овие мерки да се користат за нездрави цели. Од Прага, Љупчо Накев. Во Москва масовното следење е една од главните алатки против коронавирусот. Новиот систем на безбедносни камери со препознавање по лик е во целосна функција. Се користи за да се открие доколку некој што треба да е во карантин не ја почитува наредбата. Но некои предупредуваат и на опасностите. Технологијата ја разви московската компанија NTech Lab, управувана од Александар Минин. Уровень ошибки – это одна ошибка на 15 миллионов человек. Это та точность, с которой работает наш алгоритм. Когда мы говорим о силуэтах, точность гораздо ниже. Мы говорим о порядка 80% и выше, то наша цель приблизится к 90%. Председателот Владимир Путин и лично се увери како технологијата помага во спроведувањето на карантинот. Московската полиција соопшти дека тоа им овозможило да откријат околу 200 луѓе кои не го почитувале карантинот. Технологијата им е продадена и на некои земји во Латинска Америка, во Кина, а поради коронавирусот можни се купувачи и во други земји. Кина исто така разви своја технологија за битка против коронавирусот. На многу места новиот софтвер преку мобилните телефони утврдува дали луѓето се во карантин. Во софтверот се одбележани со црвена и жолта боја луѓето кои имаат рестрикции за движење. Со зелена се во ред. 我不过因为就搿疫情以后，对伐？我就刚刚出来，但是已经用了2趟了，我就觉得老好个，因为搿是就体现自家搿个整个搿个身份，对伐？我觉着搿国家对伐，升级了到现在了，是要搿能介子做。葛末再讲好跟踪呀，随便对啥事体。侪有得好处，有得帮助。咁么工作来讲呢，搿能介就方便了。Луѓето мора да го покажуваат QR кодот кога влегуваат во ресторан во Шангај. Некои велат дека не знаат како функционира и оти нема начин да го исклучите. We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason. So there's a concern that although this data is being perhaps collected for a legitimate purpose, that it could potentially eventually be misused in ways that we can't predict right now. Израел го користи антитерористичкиот закон за следење на инфицираните луѓе преку мобилните телефони. Полицијата објави видео од апсењето на еден човек кој избегал од болница. Израелските власти тврдат дека собраните податоци во безбедносните служби се само за спречување на коронавирусот и оти потоа ќе бидат избришани. Но Тахила Шварц од Израелскиот институт за демократија смета дека изостанува транспарентноста, што отвора многу прашања. The government has actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulation, even though parliament members explicitly said that they want to have more supervision over the process. It makes everything all the more disturbing. Во Италија исто така мобилните телефони се користат за следење на луѓето во врска со карантинот. Властите велат дека околу 40% од луѓето се движеле надвор, што е премногу. Во Соединетите Американски држави, членови на Конгресот побараа од Белата куќа мерки за безбедност на личните податоци, откако беа најавени слични мерки. Тие го поставуваат прашањето и во врска со медицинската доверливост поради објавувањето на имињата на инфицирани пациенти. За сега има широка поддршка дека вонредните мерки за следење се неопходни, но со зголемувањето на можностите на владите да го следат вирусот и луѓето кои се инфицирани, се зголемуваат и страхувањата дека овие моќни технологии би можеле да се користат и за нездрави цели во иднина.
Македонците се подготвени привремено да се откажат од некои од нивните права со цел да се спречи ширењето на коронавирусот. Од владата пак не кажуваат дали камерите за надзор се користат и за други цели, односно за следење на потенцијалните пренесувачи на заразата. Но тоа не е се. Зорана Гаджовска. Владините вонредни мерки поради пандемијата го сменија секојдневието на македонските граѓани. Стравот од COVID-19 ги натера луѓето да држат физичка дистанца и на секој начин се обидуваат да го заштитат своето здравје. Сообраќајниот метеж во главниот град се намали, а и возачите станаа повнимателни. Полицискиот час го ограничи движењето низ главниот град. Власта засега не соопшти дали будното полициско око го следи движењето на граѓаните и на оние 10.000 луѓе кои што се во самоизолација, по примерот на некои други земји. Техничкиот министер за внатрешни работи Наќа Чулев најави дека ќе бара на владина седница да се активира повторно единицата за беспилотни летала со цел подобра контрола на движењето на граѓаните и прекршувањето на правилата за самоизолација. Активистите за човекови права сметаат дека тоа е инвазивна и непотребна мерка која ќе ги наруши човековите права. На некој начин исплашени од онаа мерка која што голем број граѓаните ја бараа по социјалните мрежи, односно да бидат идентификувани, односно објавени луѓето кои што се заболени од COVID-19. За нас тоа представува навистина едно инвазивно решение, како што представува и овој предлог на Чулев, кој што јас сметам дека апсолутно е непотребен и представува навистина инвазивна мерка која што и текако ги ограничува, односно прекршува правата на граѓаните, навлегува во нивната приватност. Активистите предупредуваат на тоа што понатака, откако опасноста од ширењето на COVID-19 ќе помине. Стравуваат од можноста таквите мерки да се претворат во секојдневие. Последното истражување на Галуп покажува дека македонските граѓани се подготвени да жртвуваат дел од основните човекови права доколку тоа помогне во спречувањето на ширењето на вирусот. Експертите посочуваат дека вонредната состојба поради опасноста по јавното здравје засега е над се, но сепак тоа не треба да биде изговор за намалување на правата на приватноста. Знаете, заклучокот на крај ќе биде најбитно е да се остане жив, а дури потоа да се смета на правилна, законита, односно заштита на лични податоци. Но пак ќе кажем, ова не е безусловно, затоа што и ова ќе помине и на крај на краиштата луѓето на кои што без основа им били обработувани или злоупотребени личните податоци ќе имаат право да во соодветна судска постапка и барат консеквенции, односно да го докажуваат тоа. Активистите подсетуваат дека во земјава веќе имаше афера за незаконско следење на над 20.000 граѓани и нивните телефонски разговори, што ја направи демократијата кревка. И тоа беше се. Бидете здрави и имајте надеж дека кога се тоа ќе заврши, нема да бидете следени. А вие следете Слободна Европа на социјалните мрежи.